Ајде, молам. Благодарам. Почитуване колешке, морав да ја земам оваа реплика, затоа што навистина слушаме координирано многу невистини овде од говорница. Тоа го започна министерката, денеска вие го продолживте со пресконференција, само за интерес на јавноста. Вие велите вака: сите права кои што произлегуваат од минималната плата и усогласување со минимална плата се предмет на социјален диалог и практично кажувате невистини дека не можат да се регулираат со овој закон. Само за јавноста, само за да и биде јасно на јавноста да појасниме. Денеска имаме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минимална плата во Република Македонија. Значи имаме предлог со кој што се менува законот за минимална плата во Република Македонија, донесет 2012. Значи не предлагате вие нов закон, туку предлагате изменување и дополнување на законот кој што е донесен во 2012. Што значи? Тоа значи дека минималната плата треба да биде континуитет на волјата на законодавецот која што е донесена во 2012. И само ќе ве потсетам на една работа која што го изгласала собранието во 2012. Ако ги погледнете преодните и завршните одредби во законот за минимална плата од 2012, само момент, во преодни и завршни одредби на законот кој што го изменувате и дополнувате, во членот 8 пишува: постојните колективни договори ќе се усогласат со овој закон најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Еве го крунскиот доказ дека концептот на минимална плата е концепт на зголемување на плата, а не она што сега го прави власта, а тоа е изедначување на концептот минимална плата со концептот на ГМП или гарантирана минимална парична помош. Вие концептот минимална плата го тргате наспроти волјата на законодавецот да биде усогласено, што е предвидено со член 8, и тоа не го предвидувате во овој предлог измена и дополнување на законот за минимална плата. Доколку сте сакале да го нема, ќе сте предложеле едно целосно ново законско решение. Овде станува збор дека со концептот за минималната плата имаме суштинско менување на значењето на платата, затоа што членот 8 предвиден во законот за минимална плата кој што е донесен 2012, спаѓа во преодни и завршни одредби, што значи дека тие денеска не произведуваат правна сила. Односно, членот 11 од преодни и завршни одредби на законот кој што го изменуваме и дополнуваме, вели дека ќе се донесат измените во определен рок, во рок од 30 дена. Што значи тоа? Го менуваме законот за минимална плата со интервенција која што денеска овде е предложена, а интенцијата на законодавецот минималната плата да биде дел од системското решение за усогласување со колективните договори, кои впрочем и јасно изразена во волјата на законодавецот во законот во 2012. И сега вие ја лажете јавноста и велите минималната плата и усогласувањето на минималната плата со колективните договори дека ќе било ускратување на правото за социјален диалог. Тогаш зошто не сте пристапиле кон предложување на целосно нов концепт за минимална плата и да имате целосно нов предлог за минимална плата, туку се одлучувате за измена и за дополнување. Клучот е токму членот 8 кој што се наоѓа во преодни и завршни одредби. Значи, ако го менувате законот кој што бил донесен 2012, со кој сме се согласиле дека концептот за минимална плата треба да биде концепт во кој што платата се исплаќа на работникот за трудот, услугата и знаењето кое што го дава на компанијата, и при тоа треба да се усогласува со колективните договори. Денеска, една декада подоцна, вршиме измена во стапката во кој што се коригира минималниот износ на исплата, а при тоа планирате целосно да ги запоставите сите други сектори. На тој начин, од концепт минимална плата, преоѓаме во концепт гарантирана минимална парична помош, која што и се исплаќа затоа што навистина живењето во Македонија со поскапувањето на цените, со поскапувањето на храната, навистина стана неиздржливо. И ние, уште еднаш ќе кажам, го поздравуваме зголемувањето на минималната плата. Меѓутоа, не поздравуваме ниту
еден обид да се лаже јавноста и да се кажуваат приказни дека ќе бил нарушен социјалниот диалог, затоа што онака како што колегата Бране Петрушевски ги посочи членот 107 од Законот за работни односи. Самиот Закон за работни односи ги регулира и ја споменува минималната плата, со што јасно станува збор дека минималната плата е правен институт кој што е регулиран и во Законот за работни односи. А патем, ќе го потсетам и министерот, и представниците на парламентарното мнозинство, кои се целите на Законот за работни односи, и кај член 2 во Законот за работни односи вели дека мора да се почитува правото на работниците и слобода на трудот, достоинство и заштита на интересите на работниците во работниот процес. Ние со концептот, со менување на концептот за минимална плата, на вистина и со користење на самиот концепт за таков популизам, ние на вистина гледаме кршење на достоинството на работникот. А со тоа ве молам, имате право на контрареплика. А со тоа што на пресконференции и министерот вака неодговорно пред целото собрание, затоа што ги имаме законите пред нас, кажувате невистини дека тоа не можело да се случи, а го менуваме токму законот кој што предвидел такви механизми, сметам дека е небулоза и за тоа треба да се извините на граѓаните и подитно да се прифатат амандманите кои што се предлог на опозицијата, кои што на најдобар начин го решаваат овој проблем, со што концептот од минимална плата го задржуваме онака како што треба да биде, без да се нарушува достоинството на работникот. За интерес на јавноста, уште еднаш, тезите дека со минималната плата не може да се врши усогласување на колективните договори, паѓаат во вода кога ќе го видите изворниот текст на законот кој што денеска го менуваме, тоа е членот 8 во преодни и завршни одредби. Ова се документи кои што се официјални, објавени во Службен весник, од ова нема бегање, а треба да се засрамите затоа што и овде на говорница и на пресконференција ја лажете јавноста и мислите дека јавноста се луѓе кои што не го следат ова. Да знаете, точно знаеме за кои законски измени станува збор. Ви благодарам.